Ребалансот на буџетот за 2026 година не е кризен, туку развоен, уверува министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска. Според неа, јавните финансии се стабилни, а со измените се обезбедуваат средства за редовна исплата на платите, пензиите, социјалните надоместоци, како и за зголемување на капиталните инвестиции, кои достигнуваат околу 46 милијарди денари. Дополнителни средства се предвидени за земјоделството, образованието, социјалната заштита и општините. Растат платите, пензиите и кредитната активност, а извозот и странските директни инвестиции испраќаат силен сигнал дека довербата во македонската економија се зголемува. Во првиот квартал странските директни инвестиции достигнаа 218,6 милиони евра, што е раст од 46,8% во однос на истиот период минатата година. Во собраниската расправа за ребалансот биле прифатени и амандмани за поддршка на жените земјоделки, воспоставување национална СОС линија и отварање 2 центри за згрижување на жртви на семејно и родово насилство. Главниот акцент е ставен на патната и железничката инфраструктура, енергетиката, здравството и комуналните проекти, кои според министерката ќе доведат до економски раст и нови работни места. Ребалансот на буџетот ќе обезбеди редовна исплата на платите, пензиите, социјалните надоместоци и сите останати обврски што државата ги има кон граѓаните. Сепак, во услови на веќе обезбедени стабилни буџетски приходи и јавни финансии, акцентот сега го ставаме на капиталните инвестиции. Инвестициите што денес ги реализиравме во патишта, железници, енергетика, образование, здравство и комунална инфраструктура ќе создадат повисока економска активност, нови работни места и подобар животен стандард. Оптимизмот се темели на растот на економијата од 3,1% само во првиот квартал од годинава, како и на зголемените странски инвестиции. Целта е ребалансот да обезбеди продолжување на инвестицијскиот циклус, фискалната стабилност и подобар животен стандард на граѓаните.